Најдоцна до 1 јули целиот список со кадровски промени во владата ќе биде доставен до собранието, најави премиерот Христијан Мицкоски. Додека траат коалицијските разговори, тој не открива детали и имиња, но кажа дека можно е да има промена на ресори, а реконструкцијата не завршува со министрите, туку ќе продолжи во пониските ешалони, со директорите и на локално ниво. По вчерашниот состанок со Вреди, за кој рече дека поминал во пријатна атмосфера, Мицкоски денеска седна на маса и со партискиот врв на знам, откаде претходно кажаа дека се задоволни од досегашната работа на двајцата министри за правда и јавна администрација. Се разгледуваат опции за промена на ресори, така што мислам дека многу брзо ќе го затвориме овој прв дел од процесот во условно кажано првиот ешелон. Да речеме до крајот на следната недела, како што кажавме, до крајот на јуни да се тоа го формализираме и најдоцна до 1 јули списокот да се најде во парламент пред парламентарците. Понатаму ќе продолжиме и во другите структури и на локално ниво. Ние имаме и на локално ниво прилична голема бројка на директори на јавни предпријатија. Имаме своји мислење за работата на дел од тие луѓе. Имаме места каде што можеме подобро, имаме места каде што сме исклучително задоволни. Такви се повеќето, но има и таму каде што е потребно да се поправиме. Во меѓувреме има многубројни шпекулации за тоа кој се ќе биде офатен со реконструкцијата. Се споменуваат министрите Ристовски, Љутков, Јаневска, Филков, ротација на Сали и Алиу. Министерот за социјална политика Фатмир Лимани, кој веќе не е дел од Вреди, вели дека за него лично не разговарал со премиерот. Ние знаеме дека и во фудбалска федерација има селектори кои прават своја екипа и овде имаме мандатар кој прави своја екипа. Не сме во овие позиции да бидеме товар ни на премиерот, ни на мандатарот, ни на никого. Сме овде да играме улога на играчи кои се чеја сработат работата во полза на народот. Од владата засега само информираа дека непроменета позиција на премиерот Мицкоски е дека нема да толерира несовесност, неодговорност и одстапки од принципите и дека тој не прифаќа оправдувања за неисполнети обврски на функционерите.